Поштовани гледачи, добро вечер. 17:10 ново издание на емисијата Ваш термин. Со вас сум јас како ваш домаќин Виолета Петровска-Перик и денешната моја соговорничка која што е веќе со мене во студиото. Денеска одлучивме да говориме за алергиите на дишните патишта со оглед на тоа што веќе започнува пролета, почнуваат да се јавуваат полените, цветовите и така натаму и нормално и проблемите со алергиите на дишните патишта. За таа цел веќе со мене во студиото е доктор Марија Здравеска, која што е специјалист, пулмолог и алерголог и ни доаѓа од Универзитетската клиника, за пулмологија и алергологија, државната клиника. Меѓутоа, пред да поздравам доктор Марија и пред да започнеме разговорот кој што е предвиден за денес околу оваа тема, би побарала од режија да го пуштат првин прилогот, подготвен токму на оваа тема, потоа ќе се вратиме во студиото. Алергија е прекумерна реакција на имуниот систем на инаку нештетни материи кои ги вдишуваме. Доаѓаме во контакт со нив или ги внесуваме преку храната. После контактот со тие материи доаѓа до реакција помеѓу страните тела, алергените и сопствените тела антитела. Антителата кои се одговорни за настанување на алергиските реакции припаѓаат на групата на имуноглобулини Е. Најчест облик на алергија е поленската алергија која е позната како сезонски алергиски ринитис. Секој 10 човек има поленска алергија. Поленската алергија е болест на горните дишни патишта, која се јавува сезонски од март до јуни, кога во воздухот се наоѓаат частичките од поленот на тревите, дрвата и коровите. Карактеристични симптоми се јадеж и солзење на очите, кивавица и секреција од носот. Целогодишниот ринитис е со симптоми исти како кај сезонскиот ринитис и оваа алергија трае цела година. Најчести предизвикувачи на целогодишниот ринитис се мувлите, животинските влакна, микрокрлежите. Важна улога во дијагнозата на алергијата покрај анамнестичките податоци и клиничката слика си и алерготестовите кои представуваат кожно тестирање на инхалаторни и нутритивни алергени. Алерготестовите укажуваат на алергија на конкретниот алерген и креирање на вистински план за лекување од страна на докторот. Алергијата е неизлечлива, но постојат методи во лекувањето со што може да се намали алергискиот одговор, да се намалат симптомите, а со тоа да се намали потребата од антиалергиски препарати. Најважно е да се избегнуваат алергените и изложеноста кон истите. Заштитата на слузницата на носот и очите е со помош на топични кортикостероиди, кои се шприцаат во носот или капат во очите. Доколку ова не е доволно, се употребуваат и антихистаминици. Важно е лекувањето да започне навреме и да трае до крајот на делувањето на алергените. Важни се и хигиенските навики, одржување на оптимална телесна тежина, слободното време да се користи за релаксација и рекреација, што почест престој на планина, на висина поголема од 1000 метри надморска висина, затоа што нема таму ниту загадување, ниту цветање. Астмата е една од најчестите хронични болести кои влијаат на белите дробови. Најчесто не може да трајно да се излечи, но со соодветен третман може да се постигне делумно или целосно исчезнување на симптомите. Античките лекари ја опишувале како стеснување на дишните патишта, но во поново време се знае дека предизвикува воспаление, што доведува до оттекување на епителот, стимулирање на прекумерно лачење на густа слуз и мускулна контракција на дишните патишта, што го стеснува просторот низ кој поминува воздухот. Ова воспаление е форма на одбрана на телото од штетните фактори со што го штити погодениот дел од прекумерен замор се додека не се отстрани штетниот фактор. Имунолошкиот систем е предвиден да се заштити од влегување на токсични и опасни супстанции и микроорганизми и почнува да реагира на безопасни супстанции како што е полен од одредени растенија, куќина прашина, животинско влакно и слично. Овие супстанции се нарекуваат алергени и се работи за алергиска астма. Додека напади предизвикани од различни неалергиски фактори, како што се физички напор, вдишување на ладен и сув воздух, вирусни инфекции, чад од тутун и друго, се нарекуваат ендогена астма. Овој тип најчесто се јавува подоцна во животот и е од непозната етиологија. Причините може да бидат генетски, но начин на живот и животната средина имаат многу важна улога во развојот на болеста.
три најзначајни алергени од животната средина се грините, влакна од мачки и лебарки, но можат да ја предизвикаат и влагата и мувлата. Знаци и симптоми можат да варираат од благи до тешки. Кај некои пациенти се јавува во повремени епизоди, пропратена со благи, краткоитрајни симптоми како отежнато дишење, додека кај други пациенти симптомите се пропратени со тешки напади, хронична кашлица и отежнато дишење. Најчести симптоми се ненадејно губење на здив или отежнато дишење, нарушен сон, како резултат на губење на здив, кашлење и отежнато дишење, притисок или болка во градите. Промедика Медикал Центар нуди широк спектар на специјалистички услуги. Тимот е составен од стручни лица, подготвени со своето знаење и искуство, да се грижат за вашето здравје и со помош на најсовремена опрема, прецизно да постават дијагноза и да одредат соодветна терапија. Заедно се грижиме за вашето здравје. Промедика Медикал Центар. Еве сме повторно назад во студиото, како што кажав на почетокот, со мене во студиото е доктор Марија Здравеска, која што е специјалист, пулмолог, алерголог и ни доаѓа од Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија. Доктор Марија, добро дојдовте за прв пат во ваш термин и ТВ Сонце. Ви благодарам и поздрав до сите гледачи. Така. Кажав дека ќе говориме за алергии на дишни патишта со оглед на тоа што за некој ден нели започнува пролета, веќе започнуваат како да кажам онаа пролетна поленска алергија која што е сезонска. Меѓутоа како што имаш и во прилогот нели објаснување, постои целогодишна алергија на дишните патишта. На почеток првин да ни објасните што подразбира алергија како алергија. Па да, само да кажам дека календарски пролетта допрва ќе почне, така, но да, проблемите веќе почнуваат и предходно, почнуваат заедно со цветањето на нели со појавата на поленот во атмосферата, односно со почетокот на цветање на вегетацијата, кое што е различно нели секоја година, зависно од температурните прилики. Што значи алергија? Алергија значи по дефиниција склоност на организмот да атипично реагира на некои причинители кои што или некои агенси кои што нормално постојат околу нас и во суштина не би требало кај здрав човек да предизвикаат никаква реакција. Значи организмот на здравиот човек кој што нема склоност да формира алергија би требало да ги толерира контактот со тие агенси без никакви реакции. Но кај дадена група на луѓе, имунолошкиот механизам, систем на организмот на некаков начин, или да, најчесто тоа генетски предодреден, или рано уште во пренаталната возраст добива такви карактеристики да практично не ги препознава овие алергени, како што ги викаме, супстанции од природата како некој, односно ги препознава како некаков напад према кој наспроти кој треба да формира антитела, заради кој што и нивното присуство и интеракција со тие алергени на ниво на ткивата, зависно кое ткиво ќе биде шок орган, практично формира една специфична инфламација, ние викаме, која што инфламација понатаму ги предизвикува сите тегоби, односно симптоми кои што и клинички знаци со кои што се карактеризира болеста. Дали ќе биде зависно на кое ниво ќе биде шок орган, да кажам, на кое ниво ќе се случи таа реакција, тоа може да биде реакција, да може да бидат зафатени горните дишни патишта, може да бидат зафатени долните дишни патишта, кожата, органите за варење, очите, нели, најразноразни системи. Така. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи сите оние кои што не следат, знаете дека сме отворена контактна емисија, па доколку имате некој ваков проблем, имате некоја прашања до мојата денешна гостинка, слободно може да не искомуницирате на нашите познати телефони, да се вклучите во нашиот разговор и нормално да поставите некоја прашање. Доктор Марија, алергијата на дишните патишта, значи ќе говориме еве за дишните патишта. Што се случува? Велите дека
здравиот човек не може да добие алергија, меѓутоа што подразбира тоа здрав, а што нели оној кој човек кој што има проблем само со имунитетот може да добие алергија или не. Како тоа да го објасниме до нашите гледачи? Здравиот човек не дека не може да добие алергија, така? Затоа што алергијата може да се добие во различни периоди од животот. Но сакав да кажам дека луѓето здрави, односно кои што не патат се уште од алергија, така? Кај нив контактот со алергените не предизвикува никаква реакција. Оние кои што веќе имаат проблем, кои што се на некој начин така? сензибилизирани, значи тоа се луѓе кои што имаат атописка конституција, така? ние викаме, значи кои што имаат конституција на организмот или на нивниот имунолошки систем е склон да развие антитела кон некои субстанци, кај нив се јавуваат овие понатаму тегоби. Така. Сум имала прилика да разговарам многу околу овие теми, ми интересира бидејќи знаеме дека од најмалите дечињата се соочуваат со ваков проблем, нели па се до највозрасните. Дали ако кај малите деца постои алергија, еве конкретно на дишните патишта, може во подоцнешните години таа да исчезне? Или обратно, ако кај малите деца постои алергија на кожна алергија, значи со исфрлање од храна, нели, како што кажавте, поврзана со органите за варење, па да исчезне, па подоцна да се јави во вид на проблем како алергија на дишните патишта. Колку се тие две работи? Одговорам прво на второто прашање. Значи, втората варијанта е многу почеста. Така? Односно, алергијата, како што реков, секогаш и треба организмот лачи некакви антитела. Каде тие ќе се сретнат, на кое место ќе се сретнат со тој антиген и кој орган ќе биде кое ткиво ќе биде зафатено во тој момент, зависи, значи од многу фактори, зависи од склоноста на организмот, зависи од тоа за какви алергени станува збор и на каков начин се внесуваат во организмот. Како и да е, значи оној дел, она место, оној орган каде што се одвива реакцијата го викаме ние шок орган. Значи оној во кој што да кажам се создале услови за да се створи таа инфламација, алергиска инфламација. Шок орган обично почнува еден, зависно прво и од степенот и од конституцијата и колку е нагласена атописката конституција кај пациентот, но најчесто почнува целата алергија на еден шок орган, но опишано е нешто кое што се вика алергиски марш, односно, да кажам, символично е тоа кажано, во суштина таа алергија не значи дека секогаш ќе се задржи на еден орган, може да се задржи цел живот и само на еден орган, но многу често, некаде околу 30 до 40% случаи, кај кои што била да кажеме карактеристична за еден орган, во тек на животот, особено ако не се превземат нели тераписки мерки или ако продолжи изложеноста кон алергените во тек на животот интензивно, тогаш може да практично тој алергиски марш значи дека може да се јавува, да се пренесува, да кажам, или да се префрла и на други органи, како што е на пример, ако едно дете во детството е алергично на постои кожен дерматит, да кажеме, атописки дерматит на кожата, тогаш може да во тек на животот да развие и конјуктивит, да кажеме алергиски, ринит алергиски, астма понатаму, значи еден шок орган кој е зафатен, може алергијата од него да се префрла или да се проширува и на други органи. Другата ситуација, да детето одрасне од својата алергија, кај возрастен човек скоро не е возможно. Мислам, тоа се ретки спорадични случаи кои што би биле карактеризирани, кои што би биле опишани. Единствен начин на кој што може да се промени природниот ток на болеста, она што го викаме, значи да таа јас во тек на животот биде помал интензитет или да ја снема ретко, тоа е со помош на хипосензибилизацијата, значи тоа е специјална постапка која што се прави кај строго селектирани случаи. И не секогаш успешна, значи кај дел од луѓето успева, кај некои не. И не е ефикасна за сите алергени, значи само за специфични алергени може да се примени и треба да има специјални услови и кај организмот, во дадениот организам, да таа може да се примени. Секоја друга терапија на алергијата, практично кај возрастен човек ја контролира болеста, како што слушнавме во прилогот, но не ја излекува. Исклучок од тоа може да бидат некој тип на прехранбени алергии во многу раната детска возраст, кои што настануваат заради недозреаност на гастроинтестиналниот систем на децата, значи па он пропушта поголеми молекули протеински во крвта,
но јас не сум педијатар, не би сакала да елаборирам детално Сакате на да оваа кажете, тема. во секој случај нема Меѓутоа правило. тоа нема правило, меѓутоа освен овој момент кај мали деца, такви алергии, за други да кажам други ситуации да особено кај возрастни луѓе да таа се излекува, јас нема, тешко може да се очекува. И сега кога станува збор за симптомите, секогаш кога нели ќе почне онаа кивавица, течење на носот, се прашуваат дали сум настинат или имам алергија. Претпоставам тука има разлика, бидејќи колку што знам, алергијата трае повеќе од 7 дена. Ако трае повеќе од 7 дена, веќе е алергија, ако трае негде нели помалку дена, тука е настинка. Кои се практично да објасните симптомите и кога веќе можеме да знаеме дека се работи за алергија, па да си побараме помош? Респираторниот тракт ние го делиме дидактички на горни респираторни патишта и долни респираторни заради не дека тоа има некаква граница меѓу нив, секако тоа е исто, нели се е поврзано, но го делиме повеќе заради тоа што зависно дали зборуваме за алергија на горните дишни патишта и долните, односно инфекција на горните и долните, типот на тегобите ќе биде различен. Така што за горните респираторни патишта повеќе е карактеристично кивање, кашлање, течење на нос, блокиран нос и така може да биде поврзано и со симптоми од очите. А за долните дишни патишта повеќе е карактеристична упорна сува кашлица или кашлица со тешко искашлување на леплив густ секрет, свирење во градите, тешко дишење, замор. Значи типот на тегобите ќе биде различен. Независно дали се зборуваме за горно респираторна или долно респираторна алергија, едноставно горните и долните дишни патишта знаат да реагираат на еден начин. Значи симптомите кои што потекнуваат се препокриваат. Дали се работи за моменталните конкретните симптоми, дали се работи за алергија или вирусна инфекција или бактериска инфекција, не може да се разграничи или тешко може да се разграничи само преку тие симптоми кои што ги опишуваме. Мора тие симптоми да се стават во целиот клинички сетинг. Значи заради тоа ние викаме најголем дел од дијагнозата на алергијата е анамнезата, односно историјатот на болеста, историјатот на тоа како се настануваат тегобите, во какви услови настануваат, кога се јавуваат повеќе, кога помалку, дали се поврзани со нешто или не и колку траат. Да, најчесто вирусните инфекции траат до 7 до 10 дена, доколку доколку трае повеќе може да се бактериски, може да е суперинфекција, значи не значи дека секое кивање или кашлање што трае повеќе од 7 дена обавезно е алергија. Мора да се стави во клиничкиот сетинг на самиот пациент. Заради тоа е неопходно да апелираме да секој пациент кој што кашла повеќе од 2 до 3 недели и немал ефект од терапијата дадена на примерно ниво, задолжително се види со еден специјалист, алерголог или специјалист пулмолог, кој што или оториноларинголог ако се работи за горни дишни патишта исклучиво, кој што ќе знае сите овие тегоби да ги стави во една, да кажам, приказна и да од таа приказна излече дали секако, значи тоа е дел од анамнезата, потребно е да се подкрепи со некакви други испитувања дијагностички понатаму, но првото сомнение да се постави треба да се стават во ситуацијата овие тегоби. Например, ако имаме еден пациент кој што кива, да кажеме, кашла, има печење во грлото, болки во коските, зглобовите, сето тоа трае неколку дена, имало неколку луѓе околу него кои што ги имале истите тегоби, дошол во контакт со болни, имал да кажеме температура покачена, повеќе ќе мислиме дека се работи за една вирусна инфекција. Доколку, например, пациентот ги има овие тегоби, скивање, кашлање, надрзнателна кашлица, така натаму, болка во грлото или печење, но тие се јавуваат секогаш, секоја година уназад во дадено исто време или при контакт, при вдишување со некоја материја или во некои услови, да кажеме, кога ќе отворам книга, ќе каже пациент. Интересно, пациентите само треба добро да ги прашате, самите ќе ве наведат, значи они си ги забележуваат, најчесто најголем дел од пациентите ги знаат овие асоциации, они ќе ви ги кажат кога реагираат, кога реагираат. Така. Ме интересира на момент кога станува збор за кога одиме на лекар, кога имаме некој здравствен проблем, дали е настинка или не знам што, обично практика е нели сега нематичните лекари да ни направат крвна слика. Првично што би требало да биде
некој параметар во однос на крвната слика покачен, може да се покаже некој параметар за да укаже дека има алергија од сите оние што се параметри или не може преку крвната слика да се открие? Обичната крвна слика е изработена на машини кои што се работи сега рутински, тешко дека ќе може заради тоа што бидејќи знаеме дека ако е вирусна, нели лимфоцити ќе бидат покачени, ако е бактериска леукоцити. Знаете што, кога би можела медицината да се сведе на шематизирање на било која диагностичка метода, тогаш немаше да има потреба од доктори на вистина. Значи не можеме да кажеме дека нема ни еден од тие рутински параметри кои што може да се направат кај еден човек кој што ќе потврди или исклучи алергија. Постоењето на алергија или атописка конституција може да се потврди само со специфични тестови кои што се за тоа направени, а тоа се кутаните, односно прик тестовите кои што се златен стандард во одредувањето и некои тестови кои што одредуваат специфични антитела против дадени супстанции, од кои што има некои што се скрининг, да кажам, помалку точни, и некои што се многу дефинирани, значи некои што одредуваат као семиквантитативно пораст на тие антитела и некои што одредуваат точната, да кажам, ја мерат точната количина, концентрација во крвта на дадено антитело против дадена работа. Но секако сите тие анализи не спаѓаат во рутинска процена. Значи рутинската процена која што треба да ја направи секој доктор и на примарно ниво, тоа е добрата анамнеза, значи да види како и каква асоциација постои помеѓу тегобите и животните услови на пациентот и евентуално овие крвна слика и други, да кажеме, за хронична кашлица и рентгенска снимка и така натаму, кои што повеќе служат за исклучување на некои други состојби, отколку за потврдување дека се работи за алергија. Добро, меѓутоа еве кога ќе се направи една крвна слика и кога ќе се утврди дека нема ни вирусна ни бактериска инфекција, тогаш веќе треба да се посомнева матичниот доктор дека станува збор можеби за алергија. Зборуваме за исклучување. Праќа нели упат до специјалист, пулмолог, алерголог. До кај вас. Што кога еден пациент ќе дојде кај вас со сите овие симптоми и со сомнеш од матичен лекар дека постои алергија? Што вие практично, нели, какви испитувања вршите за да точно се утврди за што станува збор? Нема апсолутен доказ. Нема нешто како да кажеме дека е шеќерна болест, ако ние најдеме шеќер во крвта над толку и толку знаеме дека е шеќер, ако нема не е шеќер. Значи постојат диагностички методи кои што ќе ни дадат најголема веројатност дека се работи за алергија или не. Тоа се тие алерголошки тестови. Секако пациентот доколку дојде кај нас и ние се посомневаме на постоење на алергија, прво е да видиме кои се шок органи се зафатени. Значи прво што ќе се направи е тоа една добра анамнеза, значи една добра историја на болеста, една добра многу често се случува да пациентот, да кажеме, најмногу е засегнат или најмногу обраќа внимание од моменталните тегоби што ги има од дадениот орган, а заборава или смета дека не е важно или дека тоа не е поврзано, да ни каже дека има и други, например, тегоби кои што исто така ќе заклучиме дека се поврзани со алергија. Например, може да има сезонска алергија, како што слушнавме, со кивање, солзење на очите, кашлење и така натаму, и да он е фокусиран на тие тегоби, ги презентира тие и не ги кажува тие, а ако го распрашаме, ќе видиме дека он и, да кажеме, при контакт со хемикали има осипи на рацете, или има и други некакви ситуации за кои што он самиот или смета во моментот не се актуелни, или смета дека не се поврзани, па не треба да не ги каже. Заради што една добра анамнеза за алерголошки болести па трае сигурно 15 до 20 минути, значи распрашување на пациентот од сите аспекти и во обид да се најдат тие асоциации кога и како се предизвикани и со што се предизвикани и со што се поврзуваат појавата на тегобите на пациентот. Кога ќе го завршиме тоа и доколку се потврди тоа сомнение, да кажам, таа е она што викаме насочена анамнеза, доколку таа даде потврда на тоа сомнение, преоѓаме кон клинички преглед, односно мерење на штетите, да кажам, кои се направени, дали постојат воопшто од алергијата и кон докажување со овие специфични тестови на тоа дека постои алергијата. Значи, дали се тоа прик тестови, како што реков, да не повторувам. И сега, доктор Марија, имаме една дилема, дали прик тестовите се прават кога веќе ги имате симптомите или мора да се смират симптомите за да точно покажат? Значи, нема врска да не биде под терапија со лекови кои што сметаат на тоа. Значи, постојат лекови кои што може само да биде без терапија, а симптоми може да има. Значи, може да има друга, значи, било каква терапија? Не мора да биде без било каква терапија.
треба да биде без терапија која што влијае на реактивноста на кожата. Така. Значи тоа се најчесто антихистаминици. Значи да нема консумирано антихистаминици само. Да нема и кортикостероиди. И кортико, така. Перорални кортикостероиди не треба да има консумирано. Без разлика за што станува збор, дали е или на кожа или на... Да. Значи никакви. Значи не би сакала ваквите препораки да ги кажуваме на телевизија. Доволно е да кажеме дека пациентите треба да знаат дека пред да направат кутани тестови, прво не може сами да се индицираат. Така. Апелирам кон тоа, мислам дека сите колеги се сложуваат со истата работа. Премногу во Македонија луѓето се склони да самите себе си да си индицираат некои анализи и некакви лекарства. Значи ова не е ситуација, своји доктори. Да, не е ситуација која што треба да биде раководена од пациентот самиот. Ниту пациентот треба да дојде и да каже, пациентот може да каже јас се сомневам на својот доктор дека имам ова и ова или ми е поврзани тегобите со нешто. Но дозволете оние кои што со тоа цел живот се бават да ја испланираат. Значи дијагностичката постапка. Понекогаш ние одлучуваме дека дијагнозата, поставување на точна дијагноза не е најхитно, најхитно е да се истретира пациентот, па после да ќе го докажуваме кога ќе се смират тегобите. Значи затоа викам, вие одлучувате што и како треба, дали веднаш ќе треба да се испита, дали ќе се даде терапија. Во суштина, значи генерално кажано, на прик тестовите смета некои видови на терапија, на тестовите во крвта најчесто не им смета. Меѓутоа, точно која терапија треба и колку време да се прекине и кога да се направат тестовите, кога е оптималното време, тоа би требало да го одлучи докторот. Бидејќи кога го слушавме прилогот, слушнавме дека вели алергијата не се лекува, што е и точно, нели? Меѓутоа може да се држи под контрола. Дали тоа значи дека сите оние кои што имаат проблем со алергиски ринитис или без разлика и на долни дишни патишта, ќе мора кога имаат проблем постојано да ги користат оние нели препарати или нели вие што ќе им ги препорачате? Алергијата не може да се излекува. Како се држи под контрола? Што се треба да прават? Може ли некако да се направи нешто што можеби некој режим на исхрана, можеби некоја промена на начин на живот? Има ли тоа влијание, бидејќи знаеме дека секогаш кога се појавуваат алергиите, на некој начин тоа е до создавање или акумулирање на премногу отрови во организмот, кога тие отрови можеби ќе бидат преголеми, тогаш се намалува имунитетот, пак и го напаѓаат. Има ли тоа некаква поврзаност или може ли некако на тој начин да се реагира? Со отровите не би можела да тоа нема медицинска основа за таквото тврдење. Така јас ги согледувам работите, можеби па затоа и ве прашувам дали е точно за да знаат и нашите гледачи, можеби некој така си размислува. Отровите Значи, апсолутно неточно. Не. Добро. Значи, дали ќе се јави алергија кај еден човек, зависи само од тоа на каков начин неговиот имунолошки систем ги препознава алергените околу од средината. Зашто? Сепак е индивидуално. Зашто кај еден човек алергените се препознаваат на правилен начин, односно зашто кај некој човек се препознаваат како туги тела против кои што треба да се направи, да прават проблеми, антитела и така натаму. Тоа е навистина, верувајте ми, голема наука и не би сакала да оптоварувам сега, едноставно ќе се задржам на тоа дека се работи за конституција на секој пациент. Така, значи сепак индивидуално постојат ситуации кои што може да придонесат да еден пациент стане повеќе или помалку, односно кои што се асоцирани со поголема, почеста појава на атописка конституција. Во најголем дел се обвинуваат пушењето во пушењето на мајката додека е бремена, значи во пренаталниот период, односно изложеноста на плодот кон тоа е еден ризик фактор. Тоа е ризик фактор, е поголема доколку е изложен плодот во тек на да кажам бременоста, во тек на ембрионалниот живот на токсини од пушење, тогаш постои поголема склоност и таа е документирана со статистички студии да детето стане атопичар порано и почесто во тек на животот. Тоа е една работа. Втора работа е во диеталната, да кажам, однесување, односно доењето во првите 3 месеци, барем во првите 3 месеци од постнаталниот живот на детето или кога е новороденче, значи
кое е доенче, тоа има влијание. Да кажеме, ако детето кај детето се дои и сега и препораките на алерголошките издруженија се да се дои детето најмалку 3 месеци, значи најдобро 1 година, но најмалку 3 месеци, и дека тоа има статистичко влијание на појавата понатаму во животот на алергии. Такви работи како исто така се постои хигиенска теорија која што кажува да изложеноста на убиквитарни инфекции во тек на детската возраст и нивно нетретирање на секое со антибиотици исто така е поврзано со помала појава на, односно ако детето често добива температури инфекции и на секоја таква вирусна или мала лесна бактериска инфекција се дава антибиотик неконтролирано, тоа дете има поголема веројатност да стане атопичар во тек на понатамошната возраст. И заради тоа се апелите на сите доктори, а особено на алерголозите, значи мајките да ги дојат децата до 3 месеци. Што е да не пушат во тек на бременоста и во тек на раната детска возраст на децата и да не трчаат само иницијативно да даваат антибиотици на секоја најмала температура кај децата, бидејќи поволно, да кажам, дејство на убиквитарните детски инфекции има во однос на развивањето. На некој начин тие му даваат што да работи на имунолошкиот механизам и тој не е незапослен, па да мора да се сврти кон некои алергени кои што не треба. Изложеноста на токсини и отрови се уште не е потврдена дека има некакви освен ако не е тоа професионална експозиција кај веќе атописка конституција, па на некакви професионални алергени да развие човекот алергија, но тоа се многу специфични случаи, значи не е тоа вообичаено со сите луѓе, ама ние се оддалечивме од темата, од основното прашање. Значи беше прашањето дали може да се контролира и како може да се контролира алергијата. Не може да се излекува. Алергијата, како што реков, во најголем дел случаи не може да се излекува. Дали мора цел живот да ги примаат тие терапии? Но држењето на алергиите под контрола има повеќе фази, од кои што најважна фаза е експозиционата профилакса. Она што го, значи, под број 1 на терапијата на алергиите е да не се доаѓа во контакт или да се намали, да се избегне, односно се намали контактот со она на што сте алергични. Значи, ако знаеме дека сме алергични на дворишните некои цветови на дрвја, да избегнуваме, да бидеме изложени. Дали можеме тоа да го избегнуваме? Секако постојат механизми на кои што тоа може да се направи. Најважно е да знаеме на што сме алергични, ако е можно. Некогаш не откриваме, но во најголем дел случаи можеме да откриеме на што е пациентот алергичен и да тие работи се обидеме да ги отстраниме или да ги намалиме контактот на пациентот со тие работи. Тоа може да се направи со реорганизирање на неговиот живот, со механичко отстранување, да кажам, на некој алергени, кај што е тоа возможно, но исто така се препорачува при голем удар или наплив на контакт со алергени и механично отстранување, особено од надворешните лигавици. Па, например, ако еден пациент кој што има алергија, например, на полен, во поленска сезона бил изложен на голема количина на, да кажам, на полен во дадена ситуација, се препорачува најобично, да кажам, прво и миење на лигавиците со вода, значи отстранување механичко. Исто така постојат и некои средства кои што сега можат да се користат на носната лигавица, веќе ако зборуваме за горни респираторни и поленска, да кажам, алергија, кои што може да се користат во носот, кои што прават бариера механичка на едноставно ја обложуваат носната лигавица, тоа не се лекови, значи не се химски супстанции, туку едноставно ја обложуваат носната лигавица да направат бариера да алергените не може да дојдат во контакт со самата лигавица. Таквите препарати веќе постојат во Македонија, последните неколку години порано ги немаше и они не ја лекуваат алергијата, но може да ги намалат тегобите затоа што изложеност ја намалуваат. Значи кога зборуваме, тоа е првата работа, изложеност. Втората работа е да работиме на намалување на симптомите во моментот кога е алергијата кога се тие активни, например, намалување на кивањето, намалување на кашлицата и така натаму, така што користиме антихистаминици, кои бидејќи знаеме дека хистаминот е еден од главните медиатори кои што ги прават овие тегоби. И на крај, тоа се лекови кои што
практично ќе ја намалат инфламаторната реакција, односно на некој начин ќе ја смират инфламацијата која што се случува во шок органот, дали е тоа горно респираторни патишта или кај астмата, да кажеме, кај алергиската астма, долните дишни патишта, кои што почнуваат да делуваат подоцна, но со нивно хронично или упорно употребување подолго време може да се намали инфламаторната реакција, начинот на кој што организмот реагира. Тука постојат и некои антилеукеотриенски лекови или други таргет, да кажам, лекови насочени кон дадени медиатори, да не комплицираме. Во секој случај, четврт стадиум е она што го рековме хипосензибилизација, во народот познато, да кажам, како вакцини, тоа е малце жаргонски, не се тоа вакцини за алергија, туку е хипосензибилизација која што практично е насочена кон во корен, значи намалување на реактивноста на организмот, на осетливоста кон антителата кон кој што е алергичен, но тоа е, зборуваме за постапка која се трае со години, значи тоа е терапија што се применува со години, по дадена шема и исклучително од субспецијалист алерголог мора да биде применета и проценето кога да се примени и значи тоа не може човек. Кај нас се применува тоа и на таков начин се третираат пациенти. Кај строго одбрани случаи. Оние кои што вие ќе одлучите дека треба. Немам уште многу време, некако брзо ни помина времето. Каква е состојбата кај нас? Се вели секој 10-ти нели човек страда од алергија. Ние не можем да кажам дека имаме ние официјални статистики за многу болести, немаме, па немаме ни за секојдневието и она што го работите на клиника, има ли многу пациенти? На светско имаме многу пациенти. Не можам да кажам дека она што се случува на нашата клиника е одраз на цела Македонија, бидејќи кај нас ние сме референтен центар на сите нели доаѓаат од секаде во цела Македонија, така да не може да кажеме ние да врз основа на бројот на пациенти на нашата клиника да зборуваме, да го интерполираме на цела Македонија. Меѓутоа, светските статистики покажуваат дека во Европа некаде инциденцијата на поленска алергија, односно алергиски ринити, оди од 20 до 30%. Има земји во светот кај кои што инциденцијата е некаде до над 35%. Има земји во светот каде што е околу 10-11%. Тоа зависи од локалните услови каде што живее, веројатно и конституцијата на населението, но зависи веројатно и од здравствените системи и можноста да се таа препознае. Така да секогаш статистиката е нели е под влијание, бројките што ги добиваме се под влијание на сите овие бројки. Во Македонија веројатно претпоставуваме дека е бројката некаде околу меѓу 10 и 20%, но не би можела да кажам дека имаме некаква точна бројка со која што располагам. Сега вака би ве прашала околу нашиот основен проблем овде кај нас, загадувањето. Колкава е улогата на загадувањето во предизвикување на алергијата на дишните патишта и компликации од сето тоа? Не би кажала дека предизвикување на алергија, но поттикнување на, односно здружено нешто викаме синергистичко дејство сигурно има. Значи тоа горните и долните дишни патишта имаат една лигавица. И таа лигавица е една слузница, да кажам. Таа е изложена на се она што ќе ја нападне. Ако ја напаѓа само алерген, тогаш ќе реагира само на алергенот. Ако е веќе оштетена заради нели токсичните нокси од загадувањето и на таа инфламација се надоврза и алергиска инфламација, тогаш секако дека состојбата ќе биде и на крај и трета нели инфекција, некој вирусно, тогаш секако состојбата се потенцира и едното го влошува другото. Кога стана збор само за алергиската астма, би сакала да кажеме збор 2, бидејќи говоревме за ринитисот, дали е поврзаноста со горните проблеми со алергијата, астмата или тоа е нешто сосем друго? Астмата може да биде поврзана може и не мора да биде поврзана или да коинцидира кај еден пациент со горно-респираторни болести, прва, алергии, а од втора рака може да биде кај возрастни, особено
поврзана со алергија или не поврзана со алергија. Значи, не мора да значи дека секоја астма кај возрастни луѓе е поврзана со алергија. Само околу 55 до 60% од астмите кај возрастни луѓе се поврзани со алергија. Другиот 40% се поврзани со други состојби, како што беше кажано во прилогот. Меѓутоа, кога зборуваме за алергиската астма, дали е секогаш поврзана со... Не мора да значи. Може да почне кај еден пациент и само и да остане само со тегоби на астма, но тоа е ретко. Ние имаме и наши студии во кои што се покажува дека околу 34% од болните со алергиски ринит имаат бронхијална хиперактивност, односно имаат знаци за астма, и обратно, околу 90%, над 90% од болните со астма имаат алергиски ринит. Меѓутоа, нели, во медицината ништо не е 100%, па не мора да значи, но овој сооднос или оваа коекзистенција е увидена многу одамна, веќе има 20 години, и е опишана во еден документ кој што сега прерасна и во водич, практично наречен жаргонски арија, скратено арија, во суштина тоа значи астма и ринит, значи асоцирани како асоцирани болести, односно се зборува дека астмата и ринитот се United Airway Disease, значи обединета болест на дишните патишта нема тука некоја граница. Значи најчесто кај пациентот, ако постои ринит, тој е или има коекзистенција на астма, или едноставно таа ќе се развие, постои поголема склоност во тек на животот да се развие, и затоа е многу битно тие луѓе да се третираат. Значи ринитот не е битно да се третира само затоа што е досадна болест која што прави деконцентрација и тегоби и така натаму, туку и заради тоа што нетретираниот ринит почесто доведува до нели тој алергиски марш и појава и на астма. И обратно, ако пациентот сме открили алергиска астма, треба да се активно трага и по тегоби кои што асоцираат на или се поврзани со алергија на горните дишни патишта. Така. Сега тука сме некаде при крајот, но сакала како еден заклучок на сето ова што го говориме, што би дале како совет до сите оние кои што не следат, кои што имаат проблеми, или пак колку е важно оние кои што имаат симптоми на алергија, еве на горни дишни патишта, без разлика дали е на горни или долни, дали е нели со симптомите како што се за алергиска астма или ринитис, да навреме се јават за да започнат со она терапија за која што вие говорите. Можат ли некои компликации да се десат? Што треба да направат? Што не го прозборивме, тоа е дека долготрајната и нетретирана алергија се продлабочува, тегобите се продлабочуваат, особено тоа е карактеристично за астмата, и нетретирањето на оваквите состојби не поминува без последици. Значи, многу често алергиските манифестации, кога се во почетна фаза, тие можат најчесто се реверзибилни. Значи, можат да се држат под контрола, како што рековме, можат тегобите да се супримираат и да последиците под ткивото бидат минимални. Но, ако тие не се третираат, ако таа алергиска инфламација трае долго време, со години, тогаш веќе во самото ткиво настануваат структурни промени, кои што се дефинитивни во одреден дел, зависи од кој човек колку, и може да доведат до практично дефинитивни морфолошки промени на органот, особено е тоа важно за белите дробови, како што е, например, фиброзата, ремоделирањето на дишните патишта, кај кои што веќе ние не можеме да го постигнеме на враќање кон нормалната, бидејќи еднаш оштетеното ткиво на белите дробови не може да се регенерира. Така што веќе ние тогаш се поместуваме, последиците се гледаат, дробови, и ќе практично ние се поместуваме, нивото на контрола на болеста го поместуваме од ниво на контрола во кое што можеме да му обезбедиме нормален квалитет на живот на пациентот, до ниво на контрола кое што можеме да му обезбедиме задоволителен квалитет на живот. Па е нели понатаму ако се продлабочуваат и упорно не се лекуваат. Она што сакам да го порачам на вашите гледачи на целата јавност е тоа да при најмало сомнение, значи да не се женираат или да не се спречуваат, туку да се јават кај своите доктори, кои што се сигурно обучени овие работи да ги препознат и ќе знаат каде да ги упатат, едно, и второ, уште поважно, да не пристапуваат, како што реков веќе еднаш, кон само лекување, бидејќи за жал голем дел од лековите кои што се препорачуваат и од, да кажам, народот,
и што читаме на овие социјални мрежи како Facebook и така натаму, содржат не само што не значи дека ќе помогнат, туку содржат и супстанци кои што можат и да ја потенцираат алергијата. Особено зборувам за алергијата на полен, да кажеме, може да содржат, гледаме многу често пациенти кои што земале препарати од мед, препарати од полен, не знам, таму разни прашања, значи препарати од разни цвеќиња, треви, а ние ќе докажеме дека баш на тоа растение постои алергија, така што и таквите провоцирани алергии со конкретна, да кажам, не знам, треви или полени, се толку многу они го активираат толку многу алергискиот механизам што ние после со недели и со месеци не можеме да ја супримираме таа алергиска реакција. Значи во секој случај веднаш да се јавите специјалист, да не особено за секакво само лекување не е препорачливо, но кај алергијата конкретно е многу важно, затоа што може да се направи многу поголема штета отколку ќе биде корист. Ви благодарам, доктор Марија, што денес одвоивте време да бидете дел од ваш термин. Се надевам дека соработката останува, па во некое следно издание пак да проговориме за овие проблеми, навистина бидејќи ги има многу со кои што вие нели се справувате на клиниката за пулмологија и алергологија. Па приказната за алергијата никогаш нема крај. Ви благодарам и на вас за шансата да допреме до вашите гледачи. Така. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодарам за вниманието. Ние се надевам дека еве тука сме, ќе се видиме повторно 7 дена по исто време. Вас ве оставам во убаво расположение. Имете добро здравје и грижите се за своето здравје.